убава музика и релаксација. Не беше пауза кај нас за ракија, но беше пауза да си го допиеме утринското кафе и во меѓувреме ни стигне и нашиот Љупче Бубетрајчев овде во кујната во утринска на Телма и тоа кое што Љупче меѓу другото и со Игор го размени како информација е дека едно нешто имате заедничко, Љупче, тоа е љубовта кон хармониката, па и знаењето да се свири на хармоника. Пред се добро утро, поздрав до сите гледачи на Телма. Добре ни дојде. Добро ве најдов. Ја одма за хармониката те фатив. Да. Па добро, убави спомени беа тие кога свирав. Јас имав иста ваква хармоника, само имаше тогаш со 5, ова е со 5, со 7 регистри, со 9, со 11, така идеа, со 2 имав со 7, пошто имав тогаш 10 години, таа можев да ја растегам најмногу, најголемата што можев да ја земам и беа тоа убави спомени. Имавме оркестар во нашето училиште, Гоце Делчев, одевме на надпревари, освоивме втора награда во Песталоци, се сеќавам кога бев 7 одделение и тие детски убави денови остануваат и убаво е да сите деца од мали години да се занимаваат со некој инструмент, затоа што најмногу се развива мозокот со учење на музика, со свирење на некој инструмент, затоа што тука се создаваат некои синапси во мозокот кои што мора да запамтат која дирка како звучи или да речеме жицата на гитарата, да, синхронизирано. Се тука се развива многу мозокот и учење на странски јазици, што сега не недостасува, да речеме во мое време недостасуваше толку, па подоцна нели почна сите оние школи за странски јазици и слично. Ние учевме тоа што го имавме на училиште, или француски или англиски јазик, ја учев француски. Меѓутоа на сите родители советувам, значи обавезно учење на некој инструмент, затоа што многу се развива мозокот со музиката и многу е добро нели кога сме веќе кај здравјето и здравствено е многу добро се формира една стабилна личност која што може да распознава и звукови и сето тоа го поврзува со музиката. Музиката е фреквенција, нашето тело баш функционира на онаа фреквенција. Имавме нели многу докази со тоа. Јапонскиот научник го докажа со праење на оние кристали кои што се создаваат со слушање на различни музики. Сега едино е лошо што музиката во 30-тите години, 40-тите од минатиот век премина од онаа фреквенција на 432 Херца, која што е делува многу благопријатно на целиот организам, го смирува и го намалува и притисокот кај луѓето, научно докажано. Тоа може да се докаже и вака, мислам, ние знаеме, нели секој кога ќе отиде на некој концерт на класична музика, излегува релаксиран, опуштен и тука не може да се подигне, да речеме, притисокот. Секогаш ние сме смирени, излегуваме насмеани, среќни, исполнети. Меѓутоа, ако отидеме на некоја музика што е хаотична и било каква, да речеме хеви метал и нешто, излегуваме нервозни, сакаме да кршиме и секогаш се прават тие бели, да речем, по градовите кога има некој таков концерт. Никој не издегол од класична музика и да има таков порив, да, затоа што тоа е и намерно направено, меѓутоа тоа е една друга тема. Ние стручно навлеговме сега кон музиката, но го поврзавме со здравието. Со здравието е многу битно, да. И сега дури има апликации, можам да ја кажам на сите гледачи, можат да си ја симнат омилената музика од интернет. Имаат модулатор кој може да ја направи на 432 Херци, од 440, што одговара за нашето тело, и да си ги направат, значи, во таа фреквенција, да ги слушат, ќе видат многу подобро. Дури оние поп-помилени хитови, јас ги имам направено на таа фреквенција и многу подобро ми звучат оние хитови што ги сакав, например, како дете. И па добро е ова информација од прва рака, да знаев дека со вака информација располагаш, ќе отворевме некоја друга тема, не само во кујната, но има можности. Па добро, ти си очигледно во повеќе полиња и сознање, но и кога го пратиме здравје, тоа добро се поврза и кога зборуваме генерално за целокупното здравје. Еден важен дел тука е исхраната и кон тоа си насочен и секогаш ни даваш предлози со здрави рецепти. Јас сакам да кажам дека не е само исхраната, е многу битна. Да, тоа е само еден дел. Меѓутоа во целината има многу други фактори кои што влијаат. Многу други фактори, како што кажав, ова може малкумина го знаат.
верувам дека повеќето го знаат, дека музиката добро влие, но меѓутоа ова со фреквенцијата е нешто што не се знае толку многу, затоа што треба нели повеќе малку да се навлезе во тие истражувања и сето она што се случува во светот. Ќе отвориме таква тема, денеска ќе се задржиме на, како да речеме, здравата алва. Да, денеска зборуваме малку повеќе, имаме поголем увод, затоа што рецептот ни е многу едноставен и многу лесен за правење. Станува збор за алва, која се состои обично од 2-3 состојки. Ние сега правиме алва од сусан и од сончоглед. Зошто е тоа така? Затоа што сусамот содржи многу калциум и тоа е број 1 во намирниците природни кои што можеме да ги најдеме. Има неколку пати повеќе од млекото и од другите останати животински, да речеме сирење, кашкавал и слично, сето она што се прави од млеко. И тука и сончогледот, кој исто така во природата е најбогат по содржина на магнезиум, заедно со кафето, преку 400 мг на 100 грама содржи магнезиум. Зошто се тие битни во комбинација? Затоа што доколку внесуваме само калциум во нашиот организам, нашите коски ќе станат кршливи и нема да бидат еластични. Магнезиумот е тој кој што ја дава еластичноста на коските заедно со борот и силициумот, а силициумот се помалку го има во исхраната. Тоа е затоа што тој се наоѓа само на обвивката на овошјата и житарките, а ние за разлика од пред, да речеме, пред 50, 70, 100 години, ние не користиме цели зрна, нели? Повеќето се користи бело брашно, каде што се исфрла баш тој слој површински, каде што се наоѓа силициумот, а тоа е многу битен за коските. И овошјето исто го лупиме затоа што е хемиски третирано, многу ретко нели можеме да најдеме овоше. А за жалка некои овошја треба да ги изедеме и со лушпата. Да, добро е да се внесува, меѓутоа да се знае нели од какво потекло е овошјето. Инаку јас не препорачувам нели купено од пазар јаболка третирана преку 20-30 пати со химикали да се јаде со лушпа. И затоа ние правиме алвава на овој начин, за да можеме да направиме една убава, вкусна и ќе добие уште подобар вкус. Карактеристично за алвата од сончоглед, односно од сончогледов таан е Бугарија, која што прави милиарда која што користи илјадници тони сончоглед за правење на алва. Кај нас традиционално се прави од сусам алвата, сусанов таан и пола од содржината е шекер. Ние не користиме шекер, ќе користиме мед. Одлично. И можеме да започнеме со правење на алвата. Ставаме, за да добиеме таан, ставаме сусан. Ја имам и рецептата во однос на грамажа, која што верувам дека ќе ги интересира гледачите, бидејќи секогаш кога ни доаѓаат гостите тука во киното, тие си ги прават, бидејќи во пракса го прават тоа, па си ги прават од рака, нели? Рецептите на добро е да знаеме. Треба само еден поголем сад кај што ќе мешаме. Блендерот твојот најдобар пријател, така со секојдневна употреба до максимум во однос на подготвување на сето она кое што е составен дел од твојата работа. Токму така, ова е... Ти треба поголема... Да, ми треба поголема лажица. Сега блендиравме повеќе за да добиеме таан, за разлика од многу пати нели кога сме го користеле блендерот. Во ред може. Имавме една голема дрвена лажица. Ама јас за моментот не можам да ја лоцирам. Веќе имаме добиено убав таан од сончогледот и од сусамот, богат со магнезиум, богат со калциум. Да, ево ви рецептот како тоа може да си го подготват дома, иако да се направи една ваква смеса од сусам и од сончоглед, треба малку повеќе да се блендира тоа, нели? Да, треба подолго блендирање, треба добар блендер и не треба да се става многу, обично највеќе во блендерите од 250 до 300 за да може убаво да се избленда, да не останат нели остатоци од сончогледот и да останат не
нема ништо лошо во тоа, меѓутоа да се добие еден убав тан кој што ќе пушти нели и маснотија за да биде повкусна алвата, може исто да се тостира пред тоа сусамот и сончогледот кратко 2-3 минути во тавче и така оние масти повеќе ги испушти. Некаде додаваме, зависи кој колку сладко сака, 30 до 40% од медот. Од да, во зависност од со грамажата на на количеството кое што сме го изблендирале. Да, ова е скоро пола кило. Токму така. Мислам, пола кило е теглата, значи пола од тоа треба да се стави. Љупче, некако кога ги правиме овие рецепти, велиме дека луѓето, ние сме навикнати кога сакаме да си каснеме нешто благо и тоа да биде вкусно и да задоволи нашата потреба од благо, да си купиме нешто, нели? Или тоа што е нешто омилено. И сега обично иминатиот пат кога дојде, правевме крем, кој што се мачка на лепче, благ крем, и знаеме дека тој најчесто се купува. И тоа во оние познати брендови на кои што малтene сме и не само навикнати, навлечени, како може да кажеме. И секогаш бараш алтернатива што би можело да биде замена за тоа, да го има сличниот вкус, да го има истиот ефект, за да може да смениме малку навиката и да одиме во таа насока, па така слично и со алвата. Така ние имаме алва на продавниците. Да, имаме на пазарот, меѓутоа алвата, составот на алвата е 50% таан, 50% шекер и лимунска киселина која се користи како конзерванс да не се расипе алвата. Ова алва некаде може да стои недела дена во фрижидер, а купечката може да стои до 2 години, затоа што содржи лимунска киселина и не може да се расипе. Така да секојаш можеме да видиме така. Секојаш сме за поздрава варијанта и шекерот знаеме рафинираниот шекер колку е штеден. Еве добивме убава алва, сега ќе направиме ние уште една алва, уште една чоколадна. Со тоа што ќе ставиме од оваа веќе подготвената, но ќе искомбинираме со еве како изгледа алвата. Таа уште повеќе ќе се стегне и сега додаваме какао. Заборив да кажам дека во самиот блендер имав ванила ставено, стапче од ванила. Заборив да го извадам и да го покажам, меѓутоа ќе има вкуси на ванила. Значи имаш стапчиња, оригинална ванила, да, може екстракт од ванила или ванилин шекер да се додаде за да добие малку подобар вкус, може и цимет кој сака обично. Ова е добро и за оние што имаат шекер, затоа што сусамот ициметот заедно го за диабетичарите? За диабетичарите го намалуваат шекерот. Само повеќе цимет, едно лажиче, например, полно во оваа смеса. Па можеме да ставиме и ние цимет, имаме тука. Можеме и ние да направиме. Како се ближиме кон крајот со овој рецепт кој што нашите гледачи денески има можност да го видат, да прашам само што е ново кај тебе, дали кои ти се активностите, одиш по, знаеме најчесто се рекреираш на планините во нашата земја, си работиш со биогарден, она кое што исто така те знаат нашите гледачи, но нешто што е секогаш составен дел од тоа кој ни треба психофизички. Ако зборуваме за физичко и за ментално здравје, како еден крај на ова наша денешна дружба. Еве, прво да кажам дека и чоколадната алва е готова. Да, еве. Па обично во обичајните активности, сега малку е сезона која не се собираат нели билки. Сега рекреативно само одиме по кога можам, нели кога имам добро друштво некаде да прошетам. Билките се собрани. Билките се собрани и направени. Така да чекаме нова сезона некаде во април, кога ќе се појават првите билки, почнуваме со мечкиниот лук кој што сме го сме правеле овдека едно прекрасно. И треба да го повториме. Прекрасно песто, се надевам во април кога ќе излезе новиот мечкин лук, една од најздравите билки и прогласена за медицинска билка на годината 96-та година. Така да тие активности се завршени рекреативно. Тоа и вообичајните активности кои што нели се секојдневни со биогарден и со другите обврски кои што ги имам пропратно и со другите работи кои што ги работам.
Сега во најава ќе кажеме за некоја следна наша средба тука, дека ќе имаме можност да ни презентираш и тоа како изгледа една чоколадна фонтана и со тоа работиш, но ќе ги оставиме малце наши следачи во неизвестност до тогаш, може? Може, секако. Да, ти благодарам многу што секогаш си тука за утринска на Телма со твоите рецепти на располагање да можеме да го презентираме оно кое што веќе што го правиш и кое го заблежуваат нашите. Како што кажав, овде веќе се чувствувам како дома веќе 3 години, многу гостувања и секогаш ми е предизвик и секогаш ми е мило кога сум дел од утринската на Телма. Задоволството е обострано и уште еден предлог плюс за благ десерт, да се заблажите и да уживате. Ви имате, можете да си го вклучите во вашето меню, па нека ви е на здравје, а до гледање Љупче Слутева и многу успех ти посакувам. Благодарам.